Незадоволството од намалување на буџетот за превенција од ХИВ и терапија за заболените од ХИВ инфекција е причината за денешниот протест пред собранието на невладини организации, граѓани и лекари. Тие бараат од пратениците да ја изменат буџетската ставка за следната година, затоа што со штедењето за превенција и третирање на заболените од ХИВ ќе го доведат во ризик здравјето на граѓаните. Од планираните €1.000.000 власта одлучила за следната година да одвои двојно помалку. Ова е предупредување. Последицата од скратување на парите за лекување на овие пациенти е смрт, велат лекарите. На кој не сакам да се сеќавам на период кој значеше смрт за сите пациенти. Во периодот пред достапност на терапија, во време кога во светот ја имаше, сите инфицирани луѓе со ХИВ, почина, само 6 ја преживеат тој период. Што треба повеќе да ви објаснам? Нели е срамота да денеска стоиме повторно на асфалт за да бараме лек, да бараме средства за лек во 21 век, кога ХИВ инфекцијата е хронична болест и пациентите не се нити социјален терет, нити здравствен терет. Хронична болест која се живе, работи, функционира, се доживуваат гладовна старост. Поради недостиг на пари за превенција, околу 15.000 семејства од ранливи категории ќе се соочат со последиците, а можна и епидемија, предупредуваат организаторите на протестот. Да доколку не се подржи националната програма со соодветен буџет, Македонија во следниот период ќе се соочи со ХИВ епидемија. Она што се случува моментално во Црна Гора и во Србија, затоа што државата не ги презеде интервенциите за превенција и третман. Ние не сакаме да сносиме одговорност затоа што собранието ќе носи буџет од срамни 27 милиони денари кои што не се доволни ни за третман, ни за превенција. Веруваме дека сите се уште можат да го коригираат овој буџет во согласност со насоките на експертите кои што самите ги ангажираат. Сумата за која што зборуваме од 65 милиони денари не ја измисливме ние. Тоа се пресметки на експерти кои што беа ангажирани од Министерството за здравство во текот на летото. Поддршка на протестот дадоа и дел од опозицијските пратеници, кои истакнаа дека веќе доставиле амандман за буџетот со кој бараат зголемување на пари предвидени за програмата за превенција и лекување на ХИВ-СИДА. Власта на Никола Груевски ги става под ризик граѓаните. Ја зголемува можноста за ширење на ХИВ вирусот, ги загрозува животите на пациентите кои веќе се лекуваат. Тоа го прави со буџетот за 2017 година кој планира да го донесе. Амандманот стои во Комисијата за здравство, но сега некој се повикува на формален редослед на амандманите и на тоа дека дали ќе стаса на ред амандманот. Меѓутоа, доколку постои политичка волја, може да се договори Комисијата да даде предност на еден ваков амандман и да го изгласа. По заминувањето на донаторите, кои им помагаат на институциите и невладините организации да ја одржат ниската стапка на ХИВ инфекцијата. На Македонија ќе бидат потребни речиси €2 милиони годишно за третирање на заболените и превенција од ХИВ-СИДА.